Доколку надлежните го испочитуваат законот и ја намалат гласноста на озвучувањето во џамијата на пропишаните норми, тогаш овој град ќе има еден проблем помалку, а населението кое живее во непосредна близина, па и подалеку ќе го имаат оптималниот мир и спокојство кои според сите норми на општественото живење му се гарантирани. Но проблемот би бил банален и решлив, доколку во наводници големи верници, политичари и следбеници не го искомплицираат, не го врзуваат за предизборие и постизборие. А кој е проблемот? Ние, соседите од ова мало, околу џамијата, имаме проблем со прејаката бучавост на звучниците од џамијата. Законски дозволената бучавост е дозволена од 45 до 55 децибели, зависно во кој период од денот е. Додека според наши снимки, наши мерења, бучавоста им е 85 децибели. Таа бучавост е прегласна, смета преку ден имаме, мислам голем број од семејствата имаат мали деца кои во тој период спијат. Навечер звучниците еве во летниот период се пуштаа во 10 сато, исто во 10 сато навечер има стари луѓе кои спијат, деца кои спијат, кои ги будат од спање. Тука е во близина е детската градинка, луѓето имаат проблем, поготово воспитачките, децата во тој временски период негде околу 1 сато спијат. Ние бараме, значи таа бучавост да им биде намалена во рамките на дозволените законски мерки. Немој некој да помисли дека ние имаме нешто против нашите сограѓани од исламска вероисповед, значи тоа ни на крај памет, ниту нам ни паднало, ниту на некој друг да не му паѓа. Значи, ние бараме само јачината од бучавоста на звучниците да биде намалена во рамките на дозволените граници. Со изградбата на новото минаре на џамијата е поставено и ново озвучување. Луѓето од исламска вероисповед кои го обслужуваат, сакајќи да допрат до ушите на што повеќе верници за време на пеењето, наместо до 50-тина го пуштаат до 85 децибели. Тоа им го ремети мирот на околните жители кои, немајќи друго решение, собрале над 160 потписи во петиција и со тој аргумент бараат од надлежните да го решат проблемот не според нечии желби, туку според законот. Пред да започнат со официјална постапка, граѓаните се обиделе да разговараат и да најдат на разбирање со представниците на џамијата, но биле дочекани непријателски. Борејќи се со сила на аргументите, иницијаторите за намалување на гласноста на разгласот направиле споредба со соодветното пеење во Штипската џамија. Таму никој не се држал слепо за бројките и дозволените децибели, туку за разбирањето и постигнатиот договор како сограѓани и луѓе. Граѓаните од исламска вероисповед не смеат да го изземат фактот дека во непосредна и поширока околина на џамијата живеат дечиња или возрастни, потоа болни и луѓе со нарушено здравје, на кои прегласното пеење им го ремети секојдневниот мир и спокојство. И бидејќи разбирање и договор нема, логично е дека проблемот на решавање им е префрлен на општинските институции, на кои по правило им треба време и многу други нешта.